Шеќерната болест или дијабетес е метаболно нарушување што се карактеризира со хронично покачено ниво на глукозата во крвта, а е резултат на апсолутен или релативен недостаток на инсулин. Податоците што доаѓаат од Светската здравствена организација се застрашувачки. Во моментов се проценува дека има околу 415 милиони луѓе во светот кои имаат дијабет, а до 2040 година се очекува од оваа болест да боледуваат околу 600 милиони луѓе. Голема е бројката на регистрирани дијабетичари во нашиот град, која изнесува околу 6200, велат од Сдруженијето на граѓани со дијабетес од Битола. Нема посебен попис, ние го земаме бројот на болесници, односно лица кои се третираат со инсулинска терапија. Тоа е веќе околу 6200 граѓани. Светскиот проблем е голем. Оваа болест би се намалила со промена на начинот на живот, велат надлежните. Бидејќи неадекватната исхрана, седентерниот начин на живот се најчести причини за појава на дијабетот, се смета дека со промена на животниот стил 70% би се намалил бројот на заболени од дијабетес мелитус. Со цел граѓаните да се едуцираат подетално за појавата на дијабетесот, незиниот третман и луѓето. Во пресрет на 14 ноември Светскиот ден против дијабетесот. Денеска во малата сала во Центарот за култура Сдруженијето на граѓани со дијабет во Битола и стручни лица одржаа предавање на тема како дијабетесот влијае врз видот. Видот е едно од најнапаѓаните органи на човекот, на болесникот од дијабетот, затоа што таму се капиларите во таква форма што при поголем шеќер во крвта пукаат и создаваат проблеми со видот. Во таа смисла и денес предавањето ќе биде со цел да осознаат граѓаните и применуваат соодветна терапија. Надлежните со апел пациентите да направат скрининг со цел полесно и навремено откривање на болеста и нејзино лекување, со што ќе се овозможи подобар третман на шеќерната болест и подобар квалитет на живот на пациентите со шеќерна болест.